добар ден и од мене. Често сум овде во Гевгелија. Често разговараме со градоначалникот, со пратеничката која што доаѓа од општина Гевгелија, со луѓето кои што не поддржуваат, со гевгеличани, за тоа што се потребите на гевгеличани и што е она кое што го прави општина Гевгелија за да ги задоволи тие потреби на гевгеличани. Денеска имав можност да бидам дел од пуштањето на еден таков стратешки капитален објект, како што е новиот булевар кон граничниот премин Богородица. И она кое што е многу значајно е што уште кога почнуваше таа капитална инвестиција да се реализира, ние бевме заедно со градоначалникот, со пратеничката, со луѓето кои што не поддржуваат, а денеска сме тука со истите луѓе плюс министерот за локална самоуправа, луѓето кои што цело време се наша поддршка, наша инспирација да работиме во интерес на граѓаните. Целта на оваа влада е да работи за граѓаните, во случајов да работи за гевгеличани. Спомена градоначалникот за овој објект позади мене, нешто кое што представува за самите гевгеличани една убава емоција. После толку години истиот почнува да се реконструира, реновира и навистина и оваа капитална инвестиција ќе додаде вредност во животите на гевгеличани, но не само тоа. Очекувам веќе во август да почне и реализацијата на оној проект за кој што цело време зборуваме, а тоа е реалоцирање на средства од централниот буџет кон општините со специјална намена за проекти, ќе повторам, за капитални проекти, капитални инвестиции. За овие последни 4 месеци од годината општина Гевгелија ќе добие соодветен буџет. Веќе разговаравме со градоначалникот што ќе биде приоритет и каде тие пари ќе бидат искористени. Мислам дека ќе биде едно пријатно изненадување за гевгеличани. Истовремено, од она кое што успеав да го добиам како информација од градоначалникот е дека за следната година, 2025, имаме доволен број на проекти за исто така финансиските средства кои што ќе бидат реалоцирани од централниот буџет да бидат истите и финансирани. Уште еднаш да посакам реализација на многу вакви капитални проекти. Тоа е она кое што е политика на нова влада, тоа е она кое што ќе биде политика на владата и на министрите. Граѓаните го направија своето, сега е редно време ние да им вратиме на граѓаните за тоа кое што го направија. Македонија се сака со дела, така и ќе продолжиме да функционираме. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Премиер, вчера амбасадорите порачаа дека не треба да има распуштање на судскиот совет и на советот на јавни обвинители и дека тоа е мешање во независност. Дали понатаму останувате на ваквата идеја? Видете, ја слушнав таа изјава. Некако стана пракса амбасадорите да се мешаат во внатрешните работи на државата. Но во ред, еве, и да е така, 600.000 граѓани гласаа за оваа коалиција. Очигледно тоа, еве, за нив не значи ништо и за политиките и програмата на нова влада. Истовремено истите тие велат дека е катастрофална состојбата со владењето на правото. Истовремено сите тие во своите извештаи велат дека цути криминалот и корупцијата. Довербата во судскиот совет, во советот за јавни обвинители е на 2-3% кај граѓаните. Очигледно дека работите не функционираат. Логично е, како човек кој што е рационален и конструктивен, кога ќе видите проблем, да барате решение за тој проблем. Еве, ние понудивме решение. Во ред, не се битни 600.000 гласа за амбасадорите, не е битна програмата на владата. Еве, ако тие знаат подобро решение, нека дојдат и нека кажат. Подготвен сум да разговарам за истото и доколку е тоа решение подобро, веднаш да го прифатам и истото да го примениме. Еднашка за секогаш да ја вратиме довербата на граѓаните во судско-обвинителските институции, затоа што вака очигледно не бива. Видете кои се нови членови на судскиот совет и се ви е јасно. Сите бевме сведоци на сите оние драмолетки кои што се случува изминатиот период, а поврзани со судскиот совет, со советот на јавните обвинители. Еве во ред, јас сум подготвен секој оној кој што има подобра идеја и експертската јавност ја повикувам и амбасадорите да дојдат и да кажат како треба. Само да не биде како до сега. Затоа што како до сега видовме
Што значи тоа како до сега? Монтирани случаи, политички нарачки, луѓе кои што се жртви на прогон, луѓе кои што од криминалци стануваат честни граѓани. Ете така е моменталната состојба во обвинителството и во судството. Еве, јас сум подготвен да седнам со секого да разговарам, и со амбасадорите, и со експертите. Дајте, кажете како да ја решиме работава. Затоа што вака, како што е, не бива. Не може да биде како до сега. Не бива. Еве, гледаме дека довербата кај граѓаните е 4, 5, 2, 3%. Луѓето се чувствуваат несигурни. Јас точно е тоа дека треба вината да има име и презиме. Ајде заедно да ги лоцираме кои се тие што имаат име и презиме. Еве видовме како врховен судија добива мито. И како да имаат граѓаните доверба во тие институции. Еве, јас сум подготвен. Цел ден да седиме, да се затвориме и да работиме, додека не најдеме решение како да биде подобро. Само да не биде како до сега. Затоа што како до сега не е добро. Ваш став за средбите, Радев Мицотаки си нивниот изедначен став дека раководството во Македонија не е подготвено и дека не разбирате меѓународно право. Јас сум навикнат на омаловажување и навреди. Некако целиот мој живот е така проследен, но некако па секогаш на крај победувам. Ќе видиме како ќе биде во овој случај. Јас сакам ние како балкански држави да ги следиме примерите на друг тип држави, како што се балтичките, скандинавските, па сите заедно со изградени мостови, сложно, здружно да настапуваме на трети пазари пред официјалните лица во Европската Унија. Насекаде во светот да градиме една добрососедска политика. Со омаловажување и со навреди, таа работа не бива. Ако тие одлучиле така да терат, јас мислев дека ваквиот тип на однесување сме го оставиле во средниот век. Мислев дека сега во 21. век треба да зборуваме како заеднички да ја развиваме нашата заедничка економија, образование, туризам, луѓето да ги вмрежуваме, да ги зближуваме. Јас сум подготвен за тоа да зборувам. И мислам дека од таа страна моите соговорници треба да ги преиспитаат овие своји изјави и начин на однесување, но јас не сум, кој сум јас да им солам ним памет што да прават тие. Жалам што гледаат промена во политиката овде. Поминаа времињата кога ќе има кај нас во македонската влада политичари со свитка на кичма, политичари кои што се себе понижуваат, политичари кои што се подготвени се да потпишат, само не да го заштитат интересот на македонските граѓани. А од друга страна, додека тоа го прават, мафтаат со европското знаме и паралелно со тоа ја ограбуваат државата и граѓаните. Мора да се навикнат на политичари кои што се тука да ги штитат интересите на граѓаните, да работат за доброто на татковината, за иднината. И подготвени сме со секого да градиме добрососедски односи. Мојата порака и до едниот и до другиот, сепак тие се поискусни од мене, подолго време се на своите позиции, едниот е председател на држава, другиот е премиер. Ние сме миролюбив, малуброен народ, еден од најмалуброените на Балканот. Подготвени сме со секого да соработуваме, но соработката ја гледаме како двонасочна улица. Не може да биде еднонасочна и со 8 мај завршија времињата кога ја гледаа соработката со македонските политичари како еднонасочна улица. Кога сме кај соседите, ако може кратко да, повелете. околу бугарската пропаганда во Албанија во однос на орбисите. Па видете, тие само го користат просторот кој што го остави македонската влада и претходниот состав, тоа се СДСМ и ДУИ. Јас ги читам оние комични соопштенија кои што доаѓаат од СДСМ и навистина не можам да се изначудам на тоа што го кажуваат таму. Ние како држава треба да се грижиме за нашинците од другите страни на границата, но не само во соседството, туку на секаде ни светот. Жалам што тоа се случува, но виновникот има име и презиме, а тоа е владата на СДСМ и ДУИ. Бугарската влада со својата пропаганда само го користи празниот простор кој што овие им го оставија. Сега таму нема да има повеќе празен простор, ние имаме сериозна амбиција и немаме намера да го оставиме тој простор таму, не само таму, насекаде во соседството, па и во светот.
да се грижиме за нашинците на секаде во светот и вклучително и за македонците во Албанија. Многу наскоро јас би сакал да ги посетам и ќе појдам да ги посетам, да поразговарам, сакам да ја вратам довербата, во коренот, во нивната антропологија македонска, македонскиот јазик и сите оние атрибути кои што доаѓаат со идентитетот, кои што тие гордо го чуваат. И јас сум наистина горд што имаме такви наши браќи и сестри од другата страна на границата, а ние како држава ќе сториме се да ги заштитиме и да ги заштитиме нивните вековни домови и нивниот идентитет. Жалам што претходната влада на СДСМ и ДУИ вака се однесуваше и остави празен простор туѓа пропаганда да биде активна во тој дел. Но јас би рекол дека таа асимилаторска политика од страна на нашиот источен сосед не е само кај македонците. Ако ги видите бројките, ќе видите дека таа зафаќа голем дел и од останатите граѓани во Албанија. И тоа е нешто кое што мислам дека треба посериозно да се анализира. И сега се поставува прашањето, бидејќи во Албанија има скоро 3 пати повеќе кои што се изјаснуваат како дел од бугарската земница, дали и за Албанија ќе имаме услов да тие бидат во преамбулата на Албанија или нема, бидејќи 3 пати повеќе има граѓани на Албанија што за себе велат дека се дел од бугарската земница од тие кои што велат дека се во Македонија. Така. Сега прашањето дали за нив ќе важи тој услов или само за нас ќе важи тој услов. И баш би сакал да видам каква ќе биде реакцијата сега. Наистина тоаш не ја сваќам логиката зошто за нас би важело, а за таму каде што ги имат повеќе од 3 пати повеќе да не важи тоа. Треба многу внимателно се пристапи кон овие прашања. Што предвидуваат новите измени во Законот за здравство што ги предложивте? Па новите измени што ги предложи владата предвидуваат намалување на функционерите во здравството, стоп за дуализмот и лоцирање на одговорност. Бидејќи досега некако се префрлаше одговорноста од еден на друг, немаше јасна хиерархија, немаше јасна вертикална субординација, организацијскиот директор едно, медицинскиот директор друго, па често пати се создаваше конфликт, дуализам, кој што до сега беше проблем во здравството и во функционирање на здравството. Тоа е едно и второ намалување на функционерски надоместоци. Тука нема да застанеме. Продолжува реформата, таа интензивна, ќе имаме обединување на клиничкиот центар, односно клиниките во рамките на клиничкиот центар во една институција, односно правно лице, и понатаму продолжуваме со регионализацијата и локалниот пристап на здравствениот систем. Нешто кое што ние го предложивме во програмата и нешто кое што го гласаа повеќе од 600.000 граѓани. Така што продолжуваме со реформите и да немате дилема дека интересот наш е практично да го заштитиме интересот на граѓаните. Господине Мицкоски, економијата ви е еден од носичките столбови во програмата за работа на новата влада. Веќе најавивте една голема нова инвестиција, дали може би има најава за некоја друга? Па да, периодот што следи ќе бидете сведоци уште на неколку такви инвестиции. Ние уште во предизборието најавувавме дека ќе имаме неколку нови инвестиции, проширување на неколку постоечки инвестиции, така што ќе имаме динамично лето, што се однесува до носењето на инвестиции или проширување на постојните инвестиции. Очекуваме неколку стотици милиони евра оваа година, нови инвестиции и проширување на истите. Очекуваме повеќе од 1000 нови вработувања и така натаму. Треба јавноста да биде подготвена на убави нешта. Нашата цел е да ја вратиме надежта дека може да не биде нешто кое што изминативе 7 години за жал не постоеше. Да, ви благодарам.